Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно и започнуваме ова работна седмица, понеделник 12 декември 2022 година. Уште 19 дена не делат од почетокот на новата година или од крајот до крајот на ова календарска година. Верувам дека сте добро и ќе се дружиме во наредните минути во рамките на ова наша денешна програма Добро утро, што емитуваме секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. На почетокот да ги проследиме сервисните информации, ќе споменеме за времето. Денеска барем во Кавадрици 8 на променливо облачно време, така и во останатите делови на нашата република. И прогнозата за денеска гласи: променливо облачно со повремен локален слаб дожд, а на планините во западните и северните делови со слаб снег. Кон крајот на денот и во текот на ноќта, поради значително заладување, во северните делови ќе има услови за провејување на снег на повисоките места. Ќе дува умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од претежно југозападен правец. Во Скопје променливо облачно, кон крајот на денот со услови за слаб дожд, ќе дува умерен југозападен, а кон крајот на денот и северен ветер. Да ги проследиме сега температурите кои ќе бидат застапени во нашата земја. На крајниот запад од 1 до 5 степени, во Скопскиот регион од 0 до 11, во Кумановскиот регион од 2 до 9, Берово од 0 до 8, најтопло ќе биде во Струмичкиот, односно Гевгелискиот регион од 4 до 14 степени. Тиквишијата ќе биде температурата од 3 до 14, моментално е 9 степени. Во Пелагонискиот регион променливо облачно со слаби интервали на сонце, односно повеќе ќе има и врнежи од 4 до 10, и во Охридскиот регион од 5 до 10 степени. Така ќе биде времето и во утрешниот ден и во следните неколку денови, но очигледно температурата полека ќе опаѓа и ќе биде претежно облачно време, проследено со слаби интервали на дожд, но се најавува и слаб снег на 14 декември, претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините со снег ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Значи, во наредните денови вообичајно веќе завршуваме скоро есента и ќе влеземе во годишното време зима. Но, како и да е, минатите денови беа релативно топли за овој дел од годината, така да не треба се жалиме, почитувани гледачи, за времето, ни послужи, бидејќи се е скапо и огрев, и струја, и други материјали кои луѓето ги користат за загревање, како е да е, значи се уште деновите се поднесуваат, односно температурата. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, имаме неколку информации. Синоќ имаше застој на патот Ранковце Крива Паланка и Табановце Куманово, но Автомотосојузот известува дека во 23 часот и 45 минути, тоа е синоќа, значи сообраќајот е повторно воспоставен на патниот правец Ранковце Крива Паланка кон бугарската граница, и на автопатот, значи Табановце Куманово, во 4 часот и 40 минути наутро сообраќајот е повторно воспоставен. Имаме една информација дека на 11.12, значи тоа било вчера, од 12 часот и 30 минути на патот Кичево-Охрид, кај селото Врбјани, сообраќајот се вози по една коловозна
traka, odnosno lenta, je pоради одроди на патот. Собракиот на државните патишта се одвива непречено по претежно влажни коловози, намалена видливост поради магла до 30 метри кај Делчево. Така да вие кои возите на тој дел од Македонија, бидете внимателни. Не само на тој дел, туку и во другите делови на Македонија се појавува утринска магла и затоа бидете внимателни, почитувани гледачи, односно вие кои возите. Што се однесува до граничните премини, нема поголеми задржувања. Еве, одиме со слика. Овде ги гледам камерите на граничниот премин Богородица. Кон соседна Грција нема никакви возила на граничниот премин. Потоа може да отидеме и на другите делови, еве Девебајер, и таму гледам сонце и снег малку околу, така да нема задржување. Има неколку автомобили на граничниот премин Блаце кон Косово, и да отидеме до Миџитлија и таму нема воопшто автомобили на граничниот премин. Така да вие кои планирате да возите, слободно може да тргнете на пат. Што се однесува до денешниот ден, 12 декември, што се случило на денешен ден, еве ќе ви пренесам неколку кратки информации. 1642 година холандскиот морепловец Абел Тасман го открил островот Нов Зеланд, кој се наоѓа на југозападниот дел на Тихиот океан, југоисточно од Австралија, британска колонија од 1841 година, а британски доминион е од 1907 година, кога влезе во составот на британската заедница на народите на независна држава. Ете колку е стар овој континент, односно таа држава, значи е во склоп, тој остров, Нов Зеланд, кој денеска се уште е во склоп на Британија, но секако има и своја независност. Тој Комонвелт, Австралија, Нови Зеланд и други држави во светот, каде што се вози по десната страна, и законите фактички на Англија важат и во тие држави. Еве уште неколку информации. 1922 година на денешен ден во Бенашов, кај Прага, е роден Вацлав Мареш, чешки професор по славистика на Виенскиот универзитет, научник од светски ранг и така натаму. Нешто од Македонија, односно, еве пред тоа да кажем дека 1963 година Кенија станала независна држава и била прогласена за република во рамките на британскиот Комонвелт. Гледате, и Кенија е била како колонија. Нажалост, тие големи држави како што е и Германија, и Англија, и Франција, па и Америка, поробувале многу земји во светот, претежно они африканските држави кои биле долги години поробени или нивни подчинети, да кажем, по тие големи сили, и полека со текот на времето некои се ослободиле, но некои се уште се под таа власт, да кажем, на тие големи сили. 1979 година НАТО дозволи инсталирање на евроракети во Европа. 1983 година во Скопје умре Дарко Дамевски, еден од најистакнатите македонски и филмски, театерски и телевизиски актери. 1993 година на денешен ден во Будимпешта од срцев удар починал премиерот на Унгарија Јожеф Антал. Во 1999 година во Скопје основана Обединетата партија на ромите во Македонија, за претседател е избран Неџет Мустафа. Добро, еве уште една информација. На денешен ден, значи 12 декември 2000 година, Етиопија и Еритреја во Алжир подпишале мировен договор со кој формално завршила двегодишната погранична војна во која загинаа десетици илјади луѓе. Наистина, војните се многу непријатни и лоши, кај што гинаат претежно млади луѓе, а гинаат секако
и цивили. Гјаволот се радува кога луѓето војуваат, почитувани гледачи. И затоа еви сега ова актуелна војна што се случува помеѓу Русија и Украина треба да престане, бидејќи ништо нема се постигне со војна. Повторно ќе се седне и мора да се преговара. И еве уште една информација. На 2007 година, на денешен ден, умрел Ајк Тарнер, американски музичар, еден од пионирите на соулот и рок-н-ролот, лидер на групата Kings of, беше добитник на наградите Греми во категорија традиционален блуз за своите албуми. Еве тоа беа неколку информации што се случиле во историјата на денешен ден 12 декември. Да спомнам и тоа дека воздухот во Кавадарци ова утро е делумно загаден со PM10, значи тоа се тие отровни честички кои се испуштаат со согорување на разни материјали, така да ако излегувате надвор денеска, барем вие кои сте во Кавадарци, бидете внимателни, може и да се стави дури и маска ако сте чувствителни, имате проблеми со дишните органи. Еве толку на почетокот во овие сервис информации. Одиме сега со една песна да ве поздравиме, почитувани гледачи. Što za vodom žudim za tobom ja. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Tvoja ljubav i briga pruža mi više od blaga sve. Samo ti pravu radost daješ, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Kao pustinja što za kišom vapi, trebam te Bože ja. Samo ti možeš imat srce moje, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja. Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim
Amen. Се враќаме повторно во живо. Ја следите програмата на Радио Гласна надежта, емисијата Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Сакам да ги поздравам нашите гледачи. Според информациите што ги добиваме овде на Facebook, имаме гледачи најмногу секако од Македонија, потоа имаме од Србија, Германија, Бугарија, Хрватска, Австрија, Австралија, Соединетите Американски држави, Обединетото кралство, Швајцарија и така натаму. Секако имаме гледачи и од други делови на светот кои го следат нашиот канал на YouTube, бидејќи ова емисија се снима и сите емисии таму се поставени и може да ги гледате, почитувани гледачи. Од градовите најмногу имаме од Скопје, како главен град и најмногу жители, потоа Кавадарци, Струмица. Кога велам Струмица, тука се опфатени и селата, од каде не следат нашите гледачи, Неготино, Прилеп, Велес, Битола, Гевгелија. Во Србија имаме од Белград најмногу гледачи, потоа Штип и така натаму. Сите сте добре дојдени во нашата утринска програма Добро утро на Радио Гласна надежта. Следува рубриката Читање од Библијата и денеска на ред е да го прочитаме 28-миот псалом. Кон Тебе се обраќам, Господе, потпоро моја, не оглушувај се кон мене, зашто ако молчи смртта ќе ме плени и в јама ќе ме фрли. Чуј го мојот повик за милост, кога кон Тебе викам за помош, кога ги кревам рацете кон Твоето светилиште. Не одвлекувај ме заедно со злосторниците, со оние кои зло прават, кои со ближните свој љубезно говорат, а во срцата злоба кријат. Плати им според нивните дела, според злобата на нивните недела. Плати им според нивните постапки, возврати им според нивните заслуги. Бидејќи не ги почитуваат делата Господови, тоа што тој со своите раце го направи, тој ќе ги разурне, за никогаш повеќе да не ги подигне. Слава на Господа, зашто мојот повик за милост го послуша. Господ ми е сила и заштита, моето срце во Него верува и помошта доаѓа. Срцето од радост ми воскликнува и јас со песна ке му заблагодарам. Господе снагата на својот народ, тврдина на спасот за помазаникот свој. Спаси го својот народ, Господе, благослови го наследството Твое. Биди им пастир и носи ги до века. Еве тоа беше 28-миот псалом, напишан од царот Давид. Насловот беше молитва за избавување од смртта, од смртната опасност. Давид често пати, почитувани гледачи, бил во таква ситуација или во такви ситуации, кај што навистина животот му висел на конец. Имал своји непријатели однатре и однадвор. Тој бил цар. И едноставно некои сакале да го отстранат од царскиот престол. Меѓутоа, Давид секогаш својата надеж и вера ја потпирал врз Господа. И тоа овде се моли, може би употребува малце потешки зборови во неговиот речник, но сепак тој се моли, вели: Господе, чуј го мојот повик за милост, кон Тебе викам за помош, кога ги кревам раците кон Твоето светилиште. Нека и овој ден кој е пред нас, почитувани гледачи, ние својата надеж, својата вера и својот животен пат да го предадеме во раците Господови, постојано да бидеме со Него, а Бог никогаш нема да не остави. И на крајот тој заклучува: Господе снага на својот народ, тврдина на спасот за помазаникот свој. Спаси го, Господе, својот народ, благослови го наследството Твое. Биди им пастир и носи ги до века. Еве, тоа беа зборовите напишани од царот Давид. Одиме сега повторно со уште една песна да слушнеме, почитувани гледачи. Dobro su nam
ostaju mi samo sjećanja. Jedva čekam one dane, nova zora da osvanem, da u susret njemu pođem ja. Jedva čekam one dane, nova zora da osvanem, da u susret njemu pođem ja. Zato budi uvijek spreman ti, sresti onog koji dolazi. Nek tvoj život bude drugima lijek na ranu poput melema. Nek tvoj život bude drugima lijek na ranu poput melema. Ode život kao godina, ostaju mi samo sjećanja. Jedva čekam one dane, nova zora da osvane, da u susret njemu pođem ja. Jedva čekam one dane, nova zora da osvane, da u susret njemu pođem ja. Da u susret njemu pođem ja. Ma da u susret njemu pođem ja. Продолжуваме со нашата програма. Почитани гледачи, следува рубриката Вести од светот или од нашата земја. И денешните вести не доаѓаат од странство, односно Демократска република Конго. Еве на почетокот да се запознаеме со оваа независна држава. Иако ова држава, значи Конго, била долги години под француска колонија или управа, но од 1906 година Конго станува независна држава или независен регион, наречена Република Конго. Прво државата била со комунистички систем и била позната како Народна Република Конго, но во 1991 година се променила во повеќе партиски систем. Вкупната површина на Република Конго изнесува 342.000 километри, каде што живеат 3.686.000 жители. Историјата е многу интересна за овој регион. Најраните жители кои живееле на оваа територија на денешниот Конго биле мали народи кои подоцна во голема мера биле раселени и абсорбирани од народот Банту за време на нивната експанзија. Старата култура од овие простори дошла под големо влијание на европските луѓе кои дошле таму и живееле како колонизатори по првото пристигнување на португалските трговци. Овие простори за португалскиот крал биле од голема важност, главно поради затворениот средоземни пат од страна на Отоманското царство и Веценијанската република. И така натаму, сега да не ги читаме те историски податоци, навистина имат богата историја како држава. Токму денешните вести, почитувани гледачи, ни доаѓаат од овој дел на светот, значи од Демократска република Конго. Ги раскажува Пиус. И ова искуство или овие вести се многу интересни и ви препорачувам со внимание да ги послушаме. Страшна авионска несреќа. Човек кој преживеал авионска несреќа. Еден верник на христијанската адвентистичка црква на чуден начин ја избегнал смртта во авионска несреќа додека планирал да ја посети црквата што ја основал во изолираната област на Демократска република Конго. Пиус, човек кој имал 53 години, проповедник, лаик и пилотот скокнале од малиот двомоторен авион неколку моменти пред да се урне на земјата. Останатите 5 лица во авионот загинале. Преживеа
само со мобилниот во раката, вели неговата сопруга Никол. За неговото преживување и информација за состојбата на сопругот дознала од роднините и медиумите набрзо по несреќата. Пиус имал повреди на главата и ногата, но немал скршеници. На сликата што ја објави ТВ Пиус, што ја објави телевизијата, Пиус можел да се види како оди зашеметен во неговата крвава мајца со мобилен телефон во својата рака. Никол 3 дена не можела да стапи во контакт со својот сопруг, но првите зборови што ги слушнала по телефон биле зборовите на благодарност кон Бога. Никогаш нема да заминам од ваков Бог, тој е прекрасен, рекол тој. Причината за авионската несреќа останува нејасна. Него го користела локалната авиокомпанија. Веројатно дошло до дефект на еден од моторите на авионот кој се движел на релација од градот Камак до Чикала, 150 километри, кој се наоѓал во близина на границата со Ангола. Пилотот се обидувал да го приземи авионот кога забележал проблем со едниот од моторите. Како што авионот ја губил висината, кабината се понела со чад, а Пиус го видел пилотот како излегува од кабината. Во тој момент слушнал глас: следи го пилотот. И двајцата скокнале надвор. Пиус тргнал по него. Неколку секунди подоцна авионот удрил во земјата и се запалил. Локалните водачи адвентисти испратиле сочувство до семејствата на загинатите. Пиус, пастор лаик, се качил на овој лет со желба да ја посети црквата што ја основал по серијата предавања што ја одржал. Меѓутоа, кога се обидел да резервира директен лет до градот каде што се наоѓала црквата, дознал дека директниот лет бил организиран само во сабота. На службеничката ја објаснил дека не може да патува во сабота, бидејќи тој ден сака да го слави Бога. Но летовите до вашата дестинација се организираат само во сабота, рекла службеничката. Пиус решил да најде друг начин да стигне до својата дестинација. Купил билет за авионот што се урнал. Ја повикал сопругата од аеродрумот да ја каже дека го сменил планот за летање. Тоа попладне, Никол го чекала сопругот да ја се јави дека безбедно пристигнал во тој друг град, но немало повик. Еден од роднините се јавил на телефон и ја прашал како е Пиус. Таа одговорила дека од тоа утро не се слушнала со него. Го прашала дали случајно има некакви информации. Роднината само ја спуштил слушалката и го завршил повикот без да одговори. Таа веднаш му се јавила па да го праша што се случува. Заблагодари му на Бога затоа што авионот во кој беше твојот сопруг се урна и сите загина освен пилотот и твојот сопруг, рекол тој. Никол отишол во својата спална соба и паднала на колена. Значи, кога го слушнал одговорот од својот пријател, роднина, дека мажот и преживел, отишла во собата и клекнала. Неколку моменти подосна и се јавил еден од пријателите и рекол дека видел слика на телевизија на кој ја се гледа Пиус со крвава мајца со мобилен телефон во рака. Товарот се симна од низиното срце кога видела дека Пиус е жив и покрај повредите. Никол има безброј прашања за тоа што точно се случило тој ден. Таа не знае зошто пилотот и низиниот сопруг преживееле, а сите други загинале. Таа не знае зошто се случило сето тоа, но знае дека оно што Бог го ветел во псалмите е вистина. Бидејќи се надеваше во мене, и ќе го избавам, и ќе го заштитам, зашто го пази моето име. Бидете верни на Бога, затоа што Тој може да не заштити во секое време. Ви благодариме на вашите дарови, што може да помогнете за основање на нови цркви во Демократска Република Конго и широм светот. Еве, почитувани гледачи, тоа беше навистина трогателно искуство, жалосно искуство, што овој авион се срушил, 5 души загинале, но овие двајца останале. Чудни се Божите патишта.
Nie bi rekli zašto Gospod si ti neki zaštitil. Nije ne znajme danes, kod govorot nego znajme. Prepuštajme se voracite Gospodovi. Nova zemlja je taka. Postoji nevolji, postoje problemi, postoje tragediji i postoji smrt. No važno je koja čovjek od kojeg zatvori svoje oči, kojeg je počine, na koja strana ke se najde. Da li na Božjeta ili na sprotivnat. Evo i prosledujeme, znači deneska, našite vesti, informacije koji ni događa od Demokratska Republika Kongo. Vjerujem deka ove vesti ne ohrabrija site nas, za da shvatime deka nova zemlja sme gosti i niko od nas nema garancija što će se sluči v utrešnji den. Zato svaki den, počtovani gledači, koga ga odpočnuvame, to je den da ga odpočneme so Gospoda, da se predademe vo njegovi race i to je da upravo su našte životi, bez razlika što može se sluči. Može sluči nesrike, može sluči zemljotres, eto se vozime v automobil, v autobus, može naš život odjednaš da se prekine i nikoš povijek nema da se povrati, barem v ovije uslovi deneska, no ako gi zatvorime oči te naši, jedan den da gi zatvorime, su vera i nadeš vo Gospoda Isusa Hrista. Odime sega povtorno su pesna. Maškite sme silni, trčame pobrzo. Nije devojčinjata, volejka nam pametno. Nije ribi lovi me, Nije kolači pravi me. zar pak liće se karame. Pa za to kad sme nije pravi majstori, No za skok preko jaže, baš sme povešti. po dobro igrame šah. Baš nije križa za šakom. Istinska vojna nastana. Zašto se karate i se raspravate i ne baš za pohvalba? Po raznovidnosta se krije vrednosta, bogatstvo to nas i te nas. Site nije, momče ili devojče, imamo razni Božji darovi, složno su ljubav, da gi delime, su tvoja Boga, njega slavime. Aj na krov ili drvo, da se ga čuvame, Ne, ajde modeli i doktori da bideme. to a nije predosadno. A za nas pak preopasno. Nikako da se složime. A na velosiped, vi je toho smešni ste. No sa vlasti da igrate, ić ne znajete. Poubavo gled crta me. Baš taka me da vidi me. Od koga like prestane. Zašto se karate i se raspravate i ne baza pohvalba? Mo raznovidnosta se krije vrednosta, bogatstvo to nas i te nas. Site nije, momče ili devojče, imamo razni Božji darovi, složno su ljubav, da gi delime, za tvoja Boga, njega slavime. Poštovani prijatelji, narednite nekoliko minuti kje razmisluvame na tema kako Bog se otkriva na logetu. Ako Bog ne postoji, treba da se izmisli, izjavil francuski filozof Voltaire, prethodnikot na moderniot ateizam.
svaќајќи на крајот дека е тешко и незамисливо човеко да живее без Бога. Таквата идеја, која како епидемија се расширила во 19-тиот и 20-тиот век, оставила зад себе пустош, тешко наследство и огромно зло за човештвото. Некој изјавил дека мислата за Бога не може да се одвои од животот на човекот, бидејќи таа е силно вкоренета во него, во самиот човек. Но, на жалост, атеизмот денеска се уште е болест на оваа цивилизација. Според сите сметки се чини дека нема нација на овој свет што е без религија. Тоа го приметил и Плутарх, кој кажал: можно е да се најдат градови без зидови, без литература, без владетели, без куќи, без богатства, без пари, театри, но никогаш нема да се најде град без светилишта и без божества. Значи дека човекот има таков стремеж и потреба за Бога, што ако нема веродостојно откровение за него, тој ќе го создаде, односно ќе ја изрази својата визија за него врз основа на оскудни информации или собствена имагинација. Сепак, за среќа, човекот нема причини за тоа, бидејќи Бог постои и му се открива на човекот. Тој го прави тоа на повеќе, може да кажеме, начини, и Бог има пристап до човекот. Иницијативата доаѓа од самиот Бог, затоа што знае дека како грешни суштества одвоени од Него можеме да создадеме само погрешни слики и сваќања за Него, кои би не воделе во разни заблуди или дури и уништување. Затоа Бог им се открива на суштествата обдарени со разум. Тој сака да комуницира и да успостави врска со нас. Сигурно, почитувани пријатели, секој од нас, наблюдувајќи ја природата, се восхитува на низината убавина, функционалност, мистерија, хармонија и луѓето што владеат во неа. Само се поставува едно прашање: како дошло до сето тоа? Никој не може да не убеди дека сето тоа настанало случајно, само по себе, дури ни прекрасната или постепено да се тоа, например, што е прекрасно во природата да се трансформира само од себе, или едноставно како што тоа го нагласува Дарвин во своите теории, дека се настанало од случајност. Секој од нас знае од искуство дека сето тоа што постои на оваа земја не можело да настане само од себе, од ништо, туку своето постоење му го должи на својот Создател. Може да кажеме дека, како прво, Бог на луѓето им се открива преку природата. Небесата ја објавуваат славата Божја, кажува еден библиски текст. Еве за која секунда ќе може заедно да го прочитаме овој библиски текст. Небесата ја објавуваат славата Божја, а сводот ги објавува делата на неговите раце. Зашто она што може да се знае за Бога им е познато за нив, значи за луѓето, затоа што Бог им го откри, затоа што она што не може да се види во него од создавањето на светот, можеше да се знае и да се види во созданијата, и неговата вечна сила и божественост, дека немале изговор, односно не може тоа да го негира. Тоа се наоѓа во посланието до Римјаните, 1 глава од 19 до 20 стих. Искуството не учи дека нема часовник без часовник, нема книга без издавач и нема машина без инженер. Не може разумно да се објасни постојањето на светот без да се припише на дејството на некој што го создал. Научниците денес се изненадени од димензиите и хармонијата на универзумот, законите кои управуваат со природата и однесувањето на живите суштества. Не можеме да си споменеме и да наведеме бројни примери, но вреди да размислуваме. На крајот од краиштата самиот Бог не повикува на тоа. Еве што кажува Господ. Одигнете ги очите и видите кој го направи. Го расфрли северот преку празнината, а земјата ја закачи на ништо. Тој ги врзува водите во своите облаци,
a облакот не продира под нив. Столбовите на небото се тресаат и треперат, неговата закана. Тој го расцепи морето со својата сила и го скрши со својот разум, својот гнев. Тој ги украси небесата со својот дух и неговата рака направи змија со пругасти. Еве, тоа се деловите на неговите патишта, но колку е мал делот што го слушнавме за него и кој ќе го разбере громот и неговата сила. Може да кажеме, почитувани пријатели, дека за нас, смртните суштества, ни е несватливо како Бог создава. Неговите можности, начини и средства ни се неразбирливи. Тоа е различно од сето она што ние врз основа на нашето искуство го знаеме. Меѓутоа, она што можеме да го направиме со сигурност, да го прифатиме Божиот извештај за тоа. Еве што напишал и царот Давид во 33 глава, во 6 и во 9 стих. Со Словото Божјо се создадени небесата и со духот на неговата уста сите нивни војски. Понатаму може да го читаме и следниот текст. И тој е оној што мудро ги создаде небесата и земјата, штом ќе каже на нешто биди и така станува. Неговото слово е вистина, само тој ќе има моќ на денот кога ќе се појави рогот разнесено. Тој го знае невидливото и видливото во светот и тој е мудар и сезнаен. Самото постоење за нас луѓето и можноста ние како грешни суштества да размислуваме за нашиот Создател говори за тоа дека не сме производ на случајност, туку создадени според Божјата промисла и со тоа имаме смисла и цел. Се прашуваме со кое значење и со каква цел. Верувам дека само со истражување на Божите откровенија и откровенијата на Свето писмо можеме да добиеме одговори на овие и на многу други прашања. Втор начин како Господ се открива на луѓето е токму уште подиректно, а тоа е нашата совест. Совеста е просторот на нашето тело на кој Бог действува откривајќи ни својата волја и со тоа и себе си. Тоа што сме совесни суштества не прави автоматски и морално одговорни. Инаку атеистот би размислувал што е добро, а што е зло, и што е праведно, а што нечесно. Зошто, например, крадците едноставно не крадат јавно, туку во мрак или кога нема никого, или пак кога шансите да ги некој примети се многу мали. Зошто прелюбниците се кријат од јавноста за тоа што го прават не е грев? Зошто не гризе совеста дури кога само се согласуваме? Зошто не гризе совеста дури кога само можеби ќе климнеме со главата? Очигледно е дека во нас се вградени стандарди по кои го разликуваме доброто и злото. Божјата реч исто така го потврдува тоа. Ајде да читаме заедно во Римјаните 2 глава 14 и 15 стих. Зашто кога незнабожците без закон го прават она што е по закон, по своја волја, они што го немаат законот, сами си се закон. Тие докажуваат дека она што се прави според законот е напишано во нивните срца, бидејќи нивната совест сведочи за нив и тие мислат меѓу себе да тужат или оправдуваат. Овде гледаме, почитувани, како Бог им се открива на луѓето кои него едноставно познаваат Бога, затоа што во нас постои механизам преку кој Бог действува и го нарекуваме глас на совеста. Кога го слушаме тој глас, постапуваме правилно и можеме да бидеме задоволни со таа постапка. Спротивно на тоа, кога ќе се оглувиме и не го слушаме гласот на совеста, правиме лоши потези за кои подосна се каеме и сме несрекни. Зошто е тоа така? Дали некогаш сме се прашале? Бог не учи преку совеста, ни открива својата волја и сака да ни помогне да живееме правилно и мудро. Наше е да избереме дали ќе бидеме послушни или не.
Ако непрекинато реагираме негативно на тоа божествено влијание, тогаш ние влегуваме во една стапица или се ставаме во опасност да ја отапиме или оттрпнеме нашата совест и со тоа по наш избор да ја прекинеме врската со Бога. Деструктивното однесување, морална изопаченост, обсесија и слични појави се крајните последици од таквата состојба. Од паѓањето во грев, човештвото се повеќе се деградира токму поради убивањето на неговата совест. Ситуацијата би била целосно погубна доколку Бог не му обезбедил на човекот друг начин што ќе му помогне да ја изостри својата совест, да ја чува, да ја негува и да биде чувствителен на Божјото дејство во него, за да има сила да избере и да прави добро. И токму Бог го пронашол третиот начин на кој се открива себе си и својата волја на човекот, а тоа е Светото писмо или Библијата. Тоа е Божје откровение во форма на книги. Тоа е Божјото Слово, упатено до човекот преку неговите пророци, кои зборувале и пишувале потикнати од Божјиот дух, често со посредство на Божјите ангели. Тоа слово со откровението Бог му го доверил на човекот знаењето неопходно за спасение од гревот и смртта. Тоа е непогрешливо откровение на Божјата волја, мерка за карактерот, оценка на искуство, авторитет во формирањето на доктрината и веродостоен извештај за Божите дела во историјата. Најдобриот начин за проучување и разбирање на откровението се состои во сериозна и молитвена анализа, колку што е можно повеќе ослободена од предрасуди или однапред смислени ставови. На овој начин искрено би ги прифатиле едноставните и јасни лекции, а потешките со внимателно споредување со други текстови на истата тема во целото откровение би се преиспитале и конечно би извлекле јасна поука. Така правилно ќе разбереме што навистина сакал Бог да ни каже. И затоа, почитувани пријатели, многу е важно ние искрено да ја прифатиме Божјата поука таква каква што е, без субјективни дополнувања, произволни толкувања или наследни сваќања, особено ако се тенденциозни, со цел Божјото водство да се приспособи на себе или учењата на заедницата на која личност припаѓаме. Токму поради погрешниот пристап во разбирањето на Божјото откровение или несогласувања, недоразбирања, различни поделби, па дури и конфликти во религијата денеска се појавуваат скоро во целиот свет. Еве што кажува псалмистот Давид: сите зборови Божи се чисти, тој е штит за оние кои се надеваат во него. Понатаму додава: твојот збор е светилка за мојата нога и светлина за мојот пат. Ако ја читаме Библијата, ако ги прифаќаме овие Божи зборови без додавање или одземање, тогаш навистина ќе го слушнеме Божиот глас, читајќи ги тие свети страници на Светото писмо. Библијата е тој канал преку кој Бог ни зборува, почитувани пријатели. Тој ни се открива и морално, и физички, духовно, и на секој друг начин, бидејќи Библијата е Божје писмо, напишано од 40 писатели, Божји луѓе, кои биле вдахновени со Светиот Дух и тие пораката ја пренеле на хартија во тоа време и денеска еве ние може да ја читаме оваа света книга. Исто така, важно е при проучувањето на Божјата реч да го имаме на ум историскиот контекст, односно времето во кое или за кое е дадено откровението, дали има привремен или вечен карактер, дали се однесува само на локално подрачје или на целото човештво. При тоа ќе забележиме дека Божјото влијание врз историските настани не побитно, реално, што сигурно ќе ја утврди нашата вера во него. Ова е посебна
характеристика на откровението, историската точност на неговите пророштва, што значи дека настаните се одвивале токму онака како што пророкувала Божјата реч, а која историјата ја потврдила. Затоа денеска Бог не повикува сите нас. Истражувајте во Господовата книга и читајте. Ниедно од тоа не изостана, зашто неговата уста нареди така и неговиот дух нив ги собра. Значи, Бог ги вдахнал писателите. Тие живеле во еден временски период многу долг, од 1600 години, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Меѓутоа, тие Господови книги, кои денеска Бог вели читајте ги, во дадено време биле собрани, како овде што вели, и Духот Божи, неговиот дух ги собра, и денеска ние ги имаме тие 66 помали, поголеми книги во една книга која е наречена Свето писмо или Библија. Да забележиме, почитувани пријатели, дека Бог ги спојува сите негови откровенија во една книга, книгата Господова. Ние луѓето генерално го правиме спротивното, се одвојуваме, анализираме, нешто прифаќаме, нешто додаваме, нешто отфрламе, а потоа се чудиме зошто сме поделени ако Бог е еден. Верата е една, патот на спасението е еден. Но ние си создаваме своји патишта, ние си создаваме своји цркви, своји религии. И затоа денеска сме така разединети. Бог се открива на еден многу едноставен начин. Дали ќе го слушнеме Божиот глас, тоа зависи од нас. Исус рекол, стојам на вратата од твоето срце и чукам. Кој ќе отвори, ќе влезам кај него и ќе бидам со него. Нека и сите ние почитувани пријатели му дозволиме на Бога да допре до нашето срце, да допре до нашето ум, бидејќи Бог не сака и тој не повикува да го следиме и така еден ден да бидеме со него во неговото царство.
Вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта, почитувани гледачи, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Кратка духовна порака. Кога го запрашале председателот, односно кандидатот за председател на Соединетите Американски држави Абрахам Линколн, што мисли какви му се шансите да биде избран, во својот стил Линколн еве што одговорил: не се плашам од Брекинридж, зашто тој е од југот. Северот не го поддржува. Не ме загрижува ниту Даглас, бидејќи гласачите од југот нема да гласаат и да бидат со него. Но постои еден човек од кого многу се плашам. Неговото име е Абрахам Линколн. Ако загубам, тоа ќе биде поради него. Во голема мера, секој е одговорен за својата иднина. Во поголем број случаи нашиот став и начин на дејствување решава за тоа дали ќе успееме или ќе го промашиме животот. Да се седи и да се оплакува својата жалосна судбина во бедниот свет нема никому да му помогне. Не можеме да се издигнеме или да појдеме напред ако сме исполнети со самосожалување и ако сметаме дека сме препуштени на милост и немилост на лошите луѓе и на лошите сили. Начинот на кој можеме себе си да си помогнеме се состои во соединување на добрата што ги носиме во себе со божественото што толку богато ни е понудено. Еден писател го пишал своето животно искуство со следниве зборови: постојно бев победуван, но во мене сепак постои нешто што никогаш не може да се победи. Јас сум полн со нови почетоци. Полн со нови почетоци, колку е прекрасен тој животен факт. Постојат промашување, порази што може да се поправат со користење на нови почетоци. Некој малечко спечено момче стекнало предимство над своите другари во играта со тоа што многу предпазливо се лизгало од кој да е од нив. Кога неговото семејство се преселило во нов стан, тоа пак ги засенчило сите момчиња на својата лизгачка вештина. Како си научил толку брзо да се лизгаш, го прашал едно од нив. Едноставно одговорило: секој пат кога ќе паднев, јас повторно станував. На 30. април 1944 година, за време на Втората светска војна, пилотот Ед Нортерен бил оборен над Денкерк во Франција. Веројатно загинал, бидејќи никогаш не бил пронајден. Меѓу неговите хартии останала една со рака испишана молитва. Таа содржи порака и го открива неговиот став кон животот, што се уште представува вдахновение и предизвик. Од прилика, ова молитва гласи вака: Драги Боже, помогни ми да дадам вистински придонес за животот. Не сакам лесна работа, сакам само во целост да ти го вратам она што си ми го дал. Постави ме секаде каде што сум ти потребен. Ако ми дадеш тешка работа, ти благодарам за довербата. Помогни ми да имам на ум дека никогаш не ќе морам да се сретнам со нешто што ти и јас не можеме заеднички да го совладаме. Помогни ми проблемите да ги сметам како предизвици и да сватам дека поразот, одбивањето и тешкотиите не може да се избегнат. Помогни ми и за тоа ќе ти бидам благодарен. Помогни ми да бидам чесен, без оглед што прават другите. Помогни ми да не лажам. И на крајот, Господе, ако потполно бидам онеспособен или ако станам безпомошен поради болест или старост, помогни ми тоа да го прифатам. А кога ќе се спушти темнина и кога борбата ќе заврши, не сакам при заминувањето никакви лажни пофалби. Се што сакам е да знам дека ти ме сметаш, од и во полнина сум го проживеал мојот живот. Тешко би било со поинакви зборови да се искаже посилен, победеносен став кон животот, отколку што е сторено во оваа молитва. Навистина, прекрасна молитва. Човекот ете загинал, бил пилот, учествувал во војна, но неговиот порив и она што тој го чувствувал во животот го напишал на лист хартија, односно тоа било негово животно гесло. Никогаш да не се
odkažova. Neka i nije počtovani gledači v našoj život, da imаме svoje cel i da se stremime ta cel da ostvarime i nikogaš da ne se odkažeme. Odeme сега sa уште една песна, полека ќе одеме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. Svetski te bogatstva, te baram samo tebe i duho tvoj bez merka, pred tebe jas blagodarnost pred tebe jas blagodarnost Evo nepovtornovo živo, počnu gledajući, вие следите утринската програма на радио Гласна надежда. Во рубриката Нови книги денеска сакам да ви го препорачам Новиот завет. Книга над книгите, значи Библијата има два дела, Нови и Стари завет. Овој Новиот завет, убав превод, значи мек повес, бесплатна е ова книга. Сите вие кои сакате да го имате овој превод на Библијата од Библиското здружение од Скопје, може да ја добиете бесплатно на ваша домашна адреса. Еве сега пред нас се празниците, може да добиете ваква книга и да им подарите на вашите пријатели, на вашите соседи, но некои се уште немат контакт со Светото писмо, а Библијата треба да биде застапена во секој дом. Значи, има и пропратни текстови, што би се рекло фусноти, така да лесно се чита и ако истражувате поедини делови или настани од Библијата, ова книга, овој нов завет е навистина добре дојден за сите вас, почитувани гледачи.
А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Тоа е онлайн, значи преку вашите компјутери може да влезете на оваа веб страница и да ги видите 8 подречја на дописната библиска школа. Одеме сега да ја видиме рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитно гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Ми преостанува да ве поздравам сите вас, без разлика каде сте, дали во Европа, Австралија, Америка, кај да сте. Денот е пред нас, Господ ни го подарува, искористите го на позитивен начин. И посакувам убава седмица, убави денови кои се пред нас и ви закажувам нова средба во петок со почеток во 9 часот на истата Facebook страна. Препорачете ова наша емисија и на ваши пријатели, нека го посетат нашиот YouTube канал, каде што се поставени сите досегашни емисии кои сме ги поставили. Ви посакувам секој добро и Господ со вас. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.